Прва подземна сообраќајница најави кандидатот на град Скопје од редовите на ВМРО ДПМН Орце Георгиевски во вчерашната емисија Клик Плюс на ТВ21. Како ќе ја реализира и која ќе биде трасата? Мене во овој дел од Скопје, помеѓу Кисела вода и центар, ќе ме паметат по Лимак. Години после мене. Некој можеби ќе го промени асфалтот таму. Некој можеби, не знам, ќе засади нови цветиња на кружните текови, кај Нова Македонија. Но јас ќе бидам човекот што ќе изгради првата подземна сообраќајница во градот Скопје и Лимак. Останато е да се доасфалтира, таму има 8 ленти. По 3 од страните има за двосмерен сообраќај на автомобили, во средината има уште 2 ленти за автобуси. Но што со дивите депонии, од кои најголем проблем создава Вардариште? Георгиевски најавува дека ќе ги претвори во паркови. Кога сме кај Вардариште, јас веќе најавив дека таму ќе никнат новите бели дробови на Скопје, односно мегапарк кој што ќе го градам јас на површина од 300.000 квадрати. Тоа не значи утре да почнеме да садиме трева на Вардариште. Тоа подразбира процес на деконтаминација на целиот тој простор. Една од првите активности кои што треба да ги направи човек кој што има честни и сериозни намери за овој град, да биде поубаво место за живење и почисто, со подобар воздух амбиентален, е да се отстранат прво депониите. Околу плановите за подобрување на градскиот превоз, Георгиевски најави 80 нови автобуси за Скопје уште на почетокот на наредната година.